Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Јованов со Борис Георгиевски. Борис Георгиевски, екс-градоначалник на Скопската општина Газибаба, победи на претходните, а загуби на ланските локални. Новиот градоначалник вели дека стариот ништо не направил, а претходниот во првичната реакција на Фејсбук му напиша, цитирам: "Лесно е човек да се кити со туѓи проекти, тешкото е кога од нула ќе започнеш, ќе ги подготвиш, да обезбедиш финансии и истите да ги реализираш." А по повод отчетот од 100 дена на новиот градоначалник, Георгиевски му коментираше: "Успешно сликање со проектите од претходниот градоначалник." Овие две упадици ми се видеа како интересен повод и не само поради тоа. Борис Георгиевски да е денеска во студиото на Цивил во интервјуто Дистрикт. Новата општинска власт, како да отвори војна против Георгиевски со интересни обвинувања, реагираше и антикорупцијска нешто, певе покрај Фејсбук, ова е втора можност за екс-градоначалникот на општина Газибаба да си ги каже своите видувања на обвинувањата и воопшто на неговиот придонес, личен придонес и придонесот на градоначалникот на општина Газибаба. Борис Георгиевски, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Добре недел, благодарам Зоки за поканата и драго ми е што можеме од прва рака да ги споделиме за вашите гледачи. Навистина, вистината и само вистината за оно што во изминатите 4 години и овие 120 на дена. Георгиевски, ајде поред, време на ковид се уште за жал. Вие поминавте малку поодамна од тој првиот ударниот бран, дури чина ми во болница малку завршивте. Како сте сега? Благодарам на прашањето. Остане ли некои лоши сеќавања? Прво на никого не посакувам ни во еден момент да се најде ниту на моето место, ниту на заболените луѓе кои што денеска се со ковид пандемијата. Јас да, уште во 2020 година, во јуни месец, добри 20 на дена, одлежав на клиниката за инфективни болести. И навистина благодарение на здравствените работници во тој прв бран, би рекол, со дошта клиничка лоша слика, на себе успеав повторно да бидам во Што им порачувате на неверниците? Дека ковид нема? Секој има своје право за толкување. Ако не постоеше ковид, немаше да се вакцинирам по трет пат, немаше да постои. Не за дека вакцината едноставно ќе го тргне ковидот или ќе излиши болеста, него со помали клинички слики и со помалку последици од самата болест. Нема ни еден лек кој што нема нус појави и лично секој за себе би требало да одговара што би правил во животот, вклучувајќи вакцината и однесувањето на мерките во светски размер. Демократски. Пред да почнем со, условно да речам, и политичките теми, но и прашањата околу овие обвинувања, околу вашето градоначалникување во општина Газибаба. За поширокот јавно за гледачите на Дистрикт, за помладата генерација што не ве познаваат, кој е всушност Борис Георгиевски, од каде сте, што сте работеле, што сте по струка, каде растете, каде учевте? Благодарам. Благодарам прашањата. Веројатно прв пат во една од емисиите, ова е прва, веројатно за вакви вид на прашања, да одговорам. Секој пат нешто во некој CV или во некој дел на биографија, нешто штурок е. Јас сум Борис Георгиевски, дипломиран специјалист по клиничка лабораторијска дијагностика, 34 години работно искуство кој што го поминал во здравствениот дом Скопје, специализирал на медицинскиот факултет во Штип и цел време се бавам во делот на својата професионална работа, во делот на превенцијата, во клиничката лабораторијска дијагностика, како еден од можните фактори за поставување на дијагноза и нормално терапија во зависност од она што представува клиничка слика на пациентот. Другата работа што би сакал цел живот живеам во Стајковци, фамилиарен човек, татко на 2 деца, така да во тој дел и се уште сум во Стајковци, каде што сум заедно со својата фамилија. Во изминатиот период
во општина Газибево ме посветуваат многу работи и ме поврзуваат. За тие што ме познаат од подамна, бев најмладиот советник од 1986 до 1991 година, значи во бившиот систем. Во оној дел каде што постоеше извршен совет и многу поголеми ингеренции од сега. Борис Георгиевски беше градоначалник со искуство од општинската со добри работа, 12 администрација, функционирање, процедури и така натаму. Во добри 12 години или 4 мандата, тоа се од 86 до 2001, од 2000 до 2005, од 2009 до 2013 година. Така да општинската администрација, функционирањето на локалната власт. Георгиевски, зошто во политиката и зошто токму во Социјалдемократскиот сојуз? Од Социјалдемократскиот сојуз не сум се тргнал ни како средношколец со идеите кои што ги имали до ден денеска. Тоа го чувствувам како една од моите лични придобивки кои што ги имам и моите идеи кои што со нив располагам. И не би сменил сигурно до крајот на својот животен век. Зашто градоначалник и зашто баш во овој дел? Затоа што локалната самоуправа искуството кое што го влечам во делот на познавањето ми даде за право да се кандидирам 2017, односно 2016, да победам после 22 години во бастионот на ВМРО ДПМН во општина Газиба, за прв пат иако имаше милион неверувања. Почнувајќи од мојата фамилија, блиските пријатели и така натаму. Верувајќи во сопствената волја, вредност, идеја и познавајќи општина Газибево во секое мало, во секоја улица, во секое населено место од сите вкупни 25, ми даде за право за да можам да го почувствам тој импулс кај граѓаните, бидејќи навистина општина Газибево беше заборавена и заборавена општина. Добро, спомнавте вие ВМРО-вска општина. Зошто ВМРО-вска општина? Па прво морам Или зошто некоја друга СДСМовка? Ке кажем од прилика за да биде јасна генезата или составот. Она е неголема општина во рамките на Скопско-Планскиот регион или во Скопје. По број на жители? По број на жители и по територија 94 квадратни километри. Преку 72.000 жители, може повеќе сега со последниот попис. 25 населени места, 10 во градското урбано јадро, 15 во руралното и од таму произлегува делот на ВМРО-вскиот бастион према периферијата. Секаде каде што има општини во градот, каде што имаме населени места во периферија, секој пат се ориентирани према десницата, би рекол, и према ВМРО ДПМН и десничарските партии. На жалост, тоа е вистината. Многу тешко пробиваат и социјалдемократските и левичарските и било кои напредни идеи од тоа што веројатно Јас нарочно малку грубо тоа го поставив, затоа што и мене како граѓанин ме интересира, еве поготово на Скопје, улиците тие не разликуваат кој од која партија е. Не знам, дрворедите, зеленилото, површините, урбанизацијата, културата, контейнерите. Точно така. Таа поделеност сепак е резка и што и да се направи, гледам сега по реакциите, СДСМ, ВМРО, не знам, сега и ДУИ можда во некои джепови, па дури во таа општина. Од каде доаѓа таа потребата на граѓаните? Потреба да се биде полуелен на партијата, отколку да се биде полуелен на местото каде што живееме. Ако ги погледате аналитичките податоци, значи ни еден изборен циклус, дали се тоа парламентарни, локални, претседателски или било кој, за било која општина или населено место не се соодветни исти од претходните, идат во подобра слика спрема едниот противник или спрема другиот дел на позицијата. Тоа значи дека ние немаме стабилно гласачко тело созрено за она што навистина представува. Мој личен коментар за последните локални избори, а можам да спомнам и за другите, најмал количина на локални избори, каде што ќе требаше да се даде отчет за сработеното и сработените проекти, а не за централната политика или за нешто што се случува надвор од општината, а сите се со истите проблеми. Георгиевски, имате многу богато, простете на терминот, но така е фактички општинско искуство. Ако е така, вие најдобро чувствувате кое е влијанието на партијата при избор на градоначалник. Бараат граѓаните, гласачите таму партиска припадност или бараат личност кој ќе води општината? Што се случува? Еве во повеќе циклуси изборни. Ако гледате од гледна точка како граѓанин и како човек кој што ги наблюдува,
ќе сметате и ќе сакате да имате градоначалник домаќини кој што ќе води сметка за мнозинството. Во политиката но се пресилни партиите, нивното влијание. мислам дека се пресилни и дека пресилно трае пресингот во делот на она што представува изборна кампања, лага и само делот на лажни ветувања. Добро, но тоа зборувате за сите, генерално, конкретно за општина Газибава, за двете партии. Зборам генерално воопшто кога се оди во време за на кампања. кампања. Ако го земаме, например, мојот претходник или градоначалник, додека траеше кампањата, ништо не беше направено, вели он. За овие 4 години ништо не е направено во општина Газибава, во првите 100 дена нема ден да не се слика на проектите. Ќе дојдеме до тоа. Да, сакам да кажам во тој дел. Тоа се една Бевте градоначалник 4 години, така, мандат, пред тоа советник, нели? Се кандидиравте повторно. Изгубивте на ланските локални. Каде погреши Борис Георгиевски, погреши партијата или се случи нешто трето? има повеќе фактори кои што сум должен, ова е моје лично видување околу делот на Вас ве прашувам вашата анализа, ме да, интересува. мојата лична анализа, бидејќи ја цел време се бавам со аналитика во професијата и аналитика во делот на остаток. Значи, најмалку разговаравме за сработеното и за она што е реализирано како проект. Во кампањата. Во кампањата. Дури кај граѓаните многу малку е присутно информацијата која што направил, бидејќи тоа е по дефолт од опреска на градоначалникот. Број 2. Партијата секој пат прави истражување и анализа од повеќе аспекти, дури и позицијата, опозицијата и сите други, кој е тој кој што ќе повлече највеќе гласови во делот на градоначалничкото место, советот и сите можни опции. На сите анкети, значи, буквално имав најдобри резултати. Партијата по дефолт мене ме предложи да бидам еден од тој што ќе треба. Добро, тоа вие во рамките на партијата сте имале најдобри резултати, но наспроти конкурентската партија и нивниот кандидат, И тука, што веле истражувањето? Истражувањата веле дека исто така водиме Знаевте во дека овој ќе изгубите? Не, никој не се надеваше. Во последните 20 на дена нешто, ова е лично пак повторно моје искуство, дека Се случи еден нешто. поголем дел се случи од она што никој не очекуваше. Тоа на ниво на Големиот цела бран држава? На цела држава. Но Значи и- не говориме ние за Скопје. Не говориме само за општина Газивова, како Момравски бастион. Говориме за центар. Не Говориме предвидено за цунами? Калдаш. Имаме, значи, повеќе информации и фактори кои што влијае на изборниот резултат, ама воопшто не беше локалната политика и личноста во моментот кој што треба да биде. Ова се најмалку битните работи. Беше прашањето како режимот кој што е предводен од Зоран Заев повеќе да не биде, вклучувајќи и сите градоначалници во пакет, за Скопје, за Скопско и за поголемите делови, и како неистомислениците во големата вистина за Македонија, на крстопатот помеѓу големата политика и локалните политиканства на локално ниво, да може да се расчисти. Јас оставката на Зоран Заев ја чувствувам како негов личен морален чин за обврска која што е како председател на партијата визави изборниот резултат, иако со локалните избори ниту на него прв пат, ниту пак во светски рамки нешто, тоа е непознато да тоа се случи на локалните избори и тоа е на крајшта негов личен дел и вистината е ова што може никој не очекуваше дека толку со голема разлика прво Скопје како град, И значи воопшто го на губите ниво на Скопје држава? и во цела држава ќе го изгубите и по дефолт. Каква беше излезноста во општина Газибава? Па тука се движевме, нашите проценки беше дека ќе дојдеме до 51%, над 51-2%, тука се движеле. Иначе во добрите времиња сме доаѓали до 67-8% излезеност. Што помалку излезеност постои, секој пат има шанси опозицијата и противникот. Тоа ми беше Да биде. прашањето, што вие мислите да имаше уште 10% конкретно во општината ќе добиеше Георгиевски? Не, немаше. Беше голема разликата сепак. Голема беше разликата, затоа што бар во делот на аналитичките податоци од она што го пратам, ниту излезноста дали ќе беше 7-8% поголема или помала, беше идејата која што беше преципирана од гласачите. Што мисли Борис Георгиевски на крајот мандатот, малку хипотетички, на крајот мандатот на овој градоначалник? Ќе се каат дел од гласачите? Тоа ќе го потврди времето и Вас ќе ве видиме прашам, дали. што Јас мислите лично вака вие? ќе кажам, еве за моето населено место. Ќе го бараат Живеам во Борче Стајнец. пак?
сигурно ќе го барат и они сега го барат веќе заради тоа што ајде се вратиме процениле затоа што процениле дека овие 100 дена нешто сосема поинако се случува од она што било. Ајде да видиме, од таму доаѓа други сигнали, вие од тука сигурно ќе презентирате други сигнали. Сега на клучната тема за што сме овде. И мене ме интересира како граѓанин и како новинар, секако и за гледачите на Дистрикт. Добива јас прочитав вашите цитати, вие што јавно на социјалните мрежи ги објавивте за новиот градоначалник, на тој оттаму па ги материализира обвинувањата, ве пријави на антикорупцијска нешто до основното обвинителство. Велат, вие ништо не сте направиле, вие за него велите исто така тој шајкане за кој за 100 дена. Каде е вистината, негде на средина, или конкретно ме интересира што се обвинувањата? Зашто е обвинет Борис Георгиевски од страна на неговиот наследник на градоначалничкото столче? Значи, сите обвинувања кои што беа тема на антикорупцијска во делот на зградата за Волво и за уличното осветлување и тендерската постапка, се тотални лаги и невистини кои што им се за цел да се дефокусира неспособноста на сегашниот градоначалник и нивните градоначалници воопшто, бидејќи тоа сам не го прави он, го прави како дел од централата и дел од налогот, за да може да се партиска стратегија? Како партиска стратегија да се дефокусира. Значи, ако земете во предвид дека изборите завршија на крајот на октомври месец. Последна можност до 15 ноември да се донесе било што од ребаланс или од средства на пари и минимум ќе ви треба 60 на дена во најдобра рака да направите план за јавни набавки и со сите можни. Толку е минимум процедурата? Минимум, да, процедурата која што ќе треба, тоа се значи 2,5 месец. Средства, ако немате, вие не можеш да почнете. Добро, неколку пати ве вадат на прес и велат од ВМРО ДПМН, покажуваат некои документи дека оваа светилка коштала, не знам, 2 евра, оваа кошта 10 евра, градоначалникот се решил за тај од 10 евра. Вака, тотални се лаги, невистини. Карикирам малку. Да, поред, ве сватив. Тоа исто да го прави и Дим Чарсовски, обвинувајќи дека не го прави лично веројатно, нели, стратегија. Не го прави, го прават тенденциозно како партија во однос на сите граѓани. Имате ли зашто да се плашите? Не, воопшто прво, сите можни документи се во општината, сите јавни постапки се јавни и објавени на страницата, видливи се тие. Документот постојат, значи во секое време ги охрабрувам да прегледат, да видат, али не тенденциозно и не да се сервисираат. Добро, но Борис Георгиевски, некој веројатно и од вашата администрација покажува со прст на кои документи и на кои треба да се извадат. Јас администрацијата не донесов. Јас ја наследив администрација која што 22 години. Не велам, администрацијата со која вие работите. Да, во ред. Ама истата администрација работи и сегашна. Таа е лојална за секој градоначалник. За секој градоначалник, така да документи се јавни. Мислите дека некој од администрацијата ве мести со помош сега на новиот градоначалник и е на негова услуга? Или пак партијата бара да се најде нешто по секоја цена? Веројатно лојалните луѓе од партиската структура сакаат да послушаат дека нешто има во таквите тендерски постапки од едната страна и друга страна за да може да се дефокусира неспособноста за овие 100 дена да видат дека нешто се случува во целата работа. Зашто ве товарат преку пресконференцииве и зошто антикорупцијска го проследи до основното јавно обвинителство предметот? Пред се мислам дека се уште не сум информиран дали е поднесен до јавното обвинителство. Некоја таква информација простори, може јас сум во грешка се. Да, мислам дека се уште не е допрена, доставена до јавното обвинителство представката, иначе во секое време има по допрен глас јавниот обвинител тоа да го направи, тоа без никаков дел и со предизвршни постапки. Ова што сега се случува со антикорупцијската беше предмет уште 2019 година за уличното осветлување за смарт. Значи цело време ВМРО сегашниот градоначалник, тогашен председател на општински комитет беше против. За се што ќе се правеше во општината да не се реализира бидејќи беа мнозинство во Советот. Генезата од 2018-19 до денеска трае. Дека бевте градоначалник, појаснете ми и мене мнозинството има на Советот. Има 14, беше од ВМРО ДПМН. Па како функциониравте? Само со умешноста со Тимоти, со тоа што го имам искуство позади себе. Значи, верувајте дека наследив долг од 5 милиона евра на денот на 2 ноември 2017 година. Во првите 2 години сам, значи без помош на владата, без законот, вративме преку 2,5 милиона евра. Дополнително до 2019 година со законот
за враќање на долгот дополнително околу 2,5 милиона евра. Оставив на денот на заменувањето 3 милиона и 200 илјади евра, преку 150 до 200 Сакате проекти да кажете реализирани. дека општинската сметка кога се заминувате беше во плюс? Во плюс 3 милиона и Затоа 200 што илјади евра. постојано слушаме дека сите ги оставиле во була, како се вели она Во минус. општините. Да. Во минус 3 милиона и 200 илјади евра на примопредавањето на градоначалникот заедно со мојот тим и неговиот тим, кој дојдов, му реков да, ви го последниот извод и сите постапки претходно, кои што се сликаа во наредните 100 дена. Значи, дали се тоа фекалните канализации кои што ги отпочнавме како прва и втора фаза во населено место Гоце Делчев, во Ирумбри, во Црешево, во Смилковци, во Страснице, во Попомало, асфалтирање на улиците, дополнително спортската сала во Стајковци, градинката која што направивме, основни проекти за 4 нови градинки во Кераменица, во Трубарево, во Синглич, во Инџиково и ред други проекти кои што се готови, вклучувајќи и општинската зграда, како готов подпишан проект и договор за 0 денари. Само ќе треба да се преселат и да Добро, може ли да се сетите што вие направивте кога ви почна мандатот во првите 100 дена? Бидејќи констатирате дека новиот градоначалник практично се шлепа на вашите проекти. Значи, за Што може да се направи за 100 дена? Тоа ми е За 100 прашање. дена. За 100 дена не може да го направи тимот и се уште не може да се најде прво во делот на водењето, иако општинската администрација постои веќе повеќе години. Веројатно не е свесен за самата улога. Се бави со делот Добро, вие на веројатно казни. ставите некои проекти кои се во процес, нели? Секој пат има проекти оставени кои што отпочнале да се реализираат во некоја од фазите. Може ли непартиски да дадете оценка, бидејќи сте жител на таа општина, каков е градоначалникот актуелен во неговите први 100 дена од мандатот? Но ве молам, Борис Георгиевски, обидете се релаксирано како граѓанин, не како припадник на политичка партија и како негов опонент. Значи, со Боби Стефковски, кој што е сегашен градоначалник, бевме во Советот на општина како советници од 2009 до 2013 година. Се знаеме доста доволно и си ги знаеме капацитетите кои колку може да се занимава со локалната самоуправа. Говорам како човек, не како партиски припадник. Јас не ја партизирав општината, он тотално ја партизира и дури за првите 100 дена се што можеше да се постави во вертикала на партиската припадност, тоа го направи. Со нови луѓе од Со надвор нови или луѓе, со значи, внатрешна поранешната екс-министерка за информатичко општество Невен Стаменковска ја префрли и ја постави за секретар на општината. Незиниот Добро, наш... некој треба да го врши тие функции и вие сте имале ваш секретар. Не, нема секретар ниту планот за вработување, не го донесо 4 години. Значи, останавме, затоа зборевме у цела ситуација, само најше со превземање. Внатрешно Тоа е разликата прераспределение. меѓу Борис и Боби или разликата меѓу ВМРО и СДСМ? Не, овде е разликата помеѓу менаџирање на општината, помеѓу администрацијата една е, помеѓу Боби и Борис. Политички менталитет. Како зборувам. политички менталитет говориме и како визија како треба да се води. Градоначалникот е менаџер кој што ја води општината. А не е политичар, во наводници зборам, кој што треба само партиски да ги следи насоките, само да може да се слика и да прекине она што е некој претходно започнал. Ние сите сме избрани од народот. Народ очекува она што е ветено и што е нужно и оптимално. Дали е тоа пат, улица, осветлување, дали е тоа градинка. Не можеме ние да за питка вода да разговараме во 21 век. Изгубивте некои пријатели откако пријатели велам во наводници откако останавте без градоначалничка функција. Како се однесуваат луѓето кон екс функционерите? Па јас ќе ви кажам една убава работа. Убава работа во смисла на политичар кој што претходно се бавил и сега кој што е растеретен. Нешто на моје лично искуство и на еден мој добар пријател. На времето беше министер во владата во Хрватска за информатички работи. И една година. Вика секоја година, пред нова година, многу пати ние си пишуваме пораки, честитки и така натаму за пријателски, кога некоја функција има илјадници. Вика јас таа година, да, наистина добив многу. И секоја година тоа се прави. Ами имам еден школски пријател кој што секој пат рачно ми пишуваше и на домашна адреса ми стигнуваше честитката. Кога ја поднесов оставка, ова е 2008 година, вика наредната година од никој не добив ни една порака за нова година и за Божич.
а само од школскиот мој другар добив. Се намалуваат луѓето и понатаму се свесни дека некој е на позицијата градоначалник или функционер да се движат према него во делот на близината, тогаш сите се растеретени околу делот на партиската, религиската основата. Го поставив како клиентелистички менталитет, доминантен е во општество, вие го имате тоа почувствувано веројатно. Ајде да ве вратам на конкретни ве обвинувања. Може. Уште еднаш за двата случаја. Прво, објасните ги светилките, да знае јавноста, бидејќи претпоставам дека и антикорупцијска, според ова што овде го говорите, и евентуално јавното обвинителство ќе кренат раце од предметот, бидејќи вие тврдите дека е чиста кампања и пропаганда. Зашто се работи? Имаме две одвоени постапки кои што треба да се разгледат посебно. Едната е за тековно одржување, но на што сега го имаме како 7.500 сијалични места во замена на тромовите сијалици, на постување на нови бандери, на осигурачи, на оромари кои што се делат помеѓу градот Евана и општината, нови мрежи, нови паркинзи, нови улици како нова набавка. Значи тоа е една работа која што ја прави општината секоја година. Истото прашање градоначалникот треба да се одговори, ако јас сум потрошил 11 милиона денара за 2021 година, зашто за 2022 има над 20 милиона за реконструкција на постоечкото улично од осветлување. негова страна. Од негова страна. Значи има преку 20 милиона денара. Значи тоа е неопходна алатка на секој од општините за замена. Тие се постари од 10 години. Значи вие сакајќи или не сакајќи мора да водите сметка да се сменат. И тука стојат. Кој колку надавал во делот на јавната набавка и која цената видлива е, таа најниска цена е. Дали економско оправдано има стручњаци кои што тоа да го толкуваат. И работа која што ќе треба да се занимаваат луѓе кои што се од ова бранша. Но што е тоа што сте купиле за 2 евра, не провокат. а другите за 10 евра или 12, не знам колку? Тоа е нивна измислица и лага за да може да ја дефокусираат. Цената, карикираме сега, дека во делот на набавката 6-метарски столб е 5000 денара, а 12 метарски или 8-9 метарски кој што ретко се употреба бил 1,5 денар. И ова карикирам, го вадам за да имате сима. А тоа воопшто не се ни мести, веројатно ли се местат на посебни места за училишта. Нема логика нешто да е поголемо, потешко, повеќе материјал да е поевтино. Нема логика, ама овие кои го правеле законот имале логика за да само да фигурира, а да не го вградат. И сега кога ќе дојдеш, кога ќе бидат уочливи тие делови на параметри, тоа се вика во делот на комплетна анализа. Кога ќе се направи, нема никаква логика во делот на надавањето нешто да правиш, да добиваш без пари или за 0 денара, да го земеш како најевтин, како економски параметар, а да немаш никакво оправдување. Добро ви разбра, и новиот градоначалник ќе се соочи со исти ситуации. Истата ситуација за тековното одржување истото него го чека. Значи во делот на тековното одржување. Тоа значи дека Борис Георгиевски по 2,5-3 години колку ќе му дојде ќе прави пресконференции на оваа тема само во обратна насока. Веројатно во обратна насока ќе се прави. Кампањата. Така. И сега имаме втор проект. Тоа се вика паметно улично осветлување или смарт осветлување на постоечките сијалици кои што се и кои што економски векот им е потрошен. Нов проект за замена во лед, 4000 нови светилки. Тоа е посебна тендерска постапка, дури јавасно плативме 20%, околу 20 милиона денара, за да можеме да заштедиме 35%. Не е само сијалицата или светилката. Таму имаме посебен дел на комплетен систем. Имаме за секоја светилка на една улица посебна картичка, за да може да се димензионира делот на светлината помеѓу ден и ноќ, помеѓу летни и зимски временски услови, према безбедносни и така натаму потреби кои што ќе треба да се управува. Остатокот на 36 рати. Тоа е така наречен паметна општина или паметен град. Што би рекол некој електроинженер на овие вакви реакции, на нивните напади и на вашите одбрани? Видите вака, не знам, тоа треба да се праша. Оваа е приказна? Не знам дали ќе ја свати. За експерти кои се разбираат во... Сите, тврдам, одговорно, постапки, не само за улично осветлување, ги правеа инженери кои што имаат долгогодишно искуство и експерти во делот. Тоа ми беше всушност прашањето. Значи, јас покрај себе имав тимови кои што исклучиво го работат делот на експертското ниво. И до точка, до запирка.
Од каде тие тимови? Вие ги Значи, вака ангажиравте? сега, Тие ќе секој му од служат на градоначалниците новиот градоначалник? има право да ги повика. Значи, имате можност како градоначалник во делот на советодавните работи, да некој ве советува во делот на правни, во делот на јавни набавки, во делот за улично осветлување, како што прашавте, во делот на останати работи. Градоначалникот не мора да биде стручњак во повеќе области, ама има стручњаци кои што тоа го прави. И на крајот на криштата, за секој дел кој што општината го работи, капитален проект, имаме надзор независен кој што ја контролира постапката на веќе основниот проект. За еден основен проект се направи, повторно треба тим или куќа кој што е професионално. На тој проект треба да се предвиди дека треба да има ревизија на проектот. Дали е се воред, можеби архитектот во Добро, некој покрај толку контроли, сега ме наведувате да констатирам дека Борис Георгиевски за 4 години мандатот ништо не спечали. Приватно. не може да спеши градоначалникот освен основната плата и работа, а контрола, затоа што ние ако од заборавена општина од 5 милиона евра вратиме долг и се фокусираме на дело да направиме. Зашто Добро, се нешто и владата ви помогна на сите општини па и на владата вашата. помогна беше бидејќи тоа беше единствена можност да се растеретат општините од премногуте долгови во изминатиот период. И сега Охрид има. Стигнува ли буџетот на општината да сервисира од училишта до градинки? Не. Ако не стигнува? добро, вака ако не ако воопшто Значи, имате представа, фискалната децентрализација треба поинтензивно да треба да се смени и законот и треба да се иде во сосема друга намена. Значи, основни дотации од основниот буџет негде мисли околу 6 милиона на месечно ниво. Тоа е доволно само за платите. Зборувате за конкретна. За конкретна ситуација сега, само за платите на вработените во општината и во јавното комунално предпријатие. Другите пари од градежни дозволи, од комунали, Да, од во тој дел менеджирањето. Тоа ли поттикнува до степен урбана мафија, да употребам форсирана градба и каде што треба и каде што не треба? Некаде можеби Гладни се градоначалниците и општинската администрација за пари од тој тип за да може да сервисираат функционирање во на општина општината. Газибаба до сега таква случај немamo, во другите да. Значи ние немаме злоупотреба на 1 метар квадратен визави намената на генералниот урбанистички план и визави она што е донесен како детален урбанистички план, а донесен преку 11, а во постапка ставивме преку 20, кои се за идниот развој. Значи додатокот од градежно земјиште, продажбата и менаџирањето со градежното земјиште е само една од алатките кои што може да се наполни буџетот и да се сервисираат потребите на граѓаните. Основниот буџет најмалку може да ги задоволи Поканата да бидете во дистрикт на Цивил Прес Студио е покрај другото што во вашата општина некако опозицијата тука главно се фокусираше околу тоа што се за генерално за градот дека бил во долгови. Па стариот градоначалник претходниот вели колку што наследив, толку остави, парафразирам од прилика. А Газибаба сте оставили во плюс, очекувате да ја најдете барем толку во плюс на крај на мандатот на новиот градоначалник, но еве и со градинката пак некоја афера нешто. Што се случи со со ваши луѓе што сега се на услуга на градоначалникот? Има ли политика тука? Или таа господја што тој е ваш ли кандидат Не, директор? јас да се разбереме, не додов со готови директори и луѓе кои што ги донесов како партиски. Ги објавив. Се каете поради тоа што не направите своја структура? Не, да ви кажам, само покажав како се работи и поставив стандарди, дека секој градоначалник така треба со професионалци да се однесува. Пак Ова ќе што ве го прашам, прават, тоа ли е разликата меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, например? Има ли тука, може ли да се извлече некоја паралела? Има, значи партиските војници сега на ВМРО кои што алчни за власт, ја партизираат општината и строго ги гледаат партиските насоки. И ја слушаат централата. Визави Социјалдемократскиот сојуз кога никој пат немал централна политика која што ќе треба да се одмазни во делот на вработените. Да, но дел од политичката јавност скопска па вели ете токму поради такво однесување на Социјалдемократскиот сојуз ги губи изборите. Има и таква Малку теза. се шегувам, но и таа да се вратиме за детската радост. во политичката чарша. Да се вратиме за директорката на детската градинка. Значи они сака уште првиот момент да ја сменат Нејза, истото ќе се случи и со другата детска градинка 25 мај. Они сакаат со сила своји кадри да инсталираат да се инсталираат
апелираат во тој момент. И партизација трае. Добро, Ви може, спомнав. може би ќе најдат поквалитетни, или? Ќе видиме дали ќе биде поквалитетен, да имаше можност тоа би го направиле, ама не спротивно на законот. Значи за тоа постои закон и законска постапка. Да повторам. Мандат има, директорите имат мандат во Имам школите. мандат имат и се избрани на конкурс. Значи имаат 4-годишен конкурс. 4-годишно можност Добро, ама за во крајна инстанца решава градоначалникот. решава По градоначалникот, конкурс. ако има потреба, ако се докаже спротивното во делот дека ги нарушил угледот, финансиските средства и сите овластувања Да кои што ги реагира. има и да реагираме преку надлежни институции. Не можете да пратите веќе избран директор на јавно комунално предпријатие се представува како ревизор, а тој нема ли лиценца. Значи да повторам за конкретниот случај. А директорката на детската градинка Детска радост е сменета деновиве, а човекот кој што ја прави ревизијата ниту е лиценциран, ниту има лиценца за таа работа, ниту евидентиране, а од први Добро, но имаше некоја потврда од општинската администрација дека тој е сепак како советник имал бил вака и се. интерна лиценца за да може тоа да го работи. Не има само две особи кои што замина мината година во пензија, он е само добар стручњак за разнесување на мекици. За време на работно време нема воопшто нешто со ревизијата и со остатокот. И сега Добро, и тоа моментално некој треба да го работи, се родило дете, треба да се може да го работи, ама воопшто да не ги меша надлежностите. Он е директор на јавното комунално предпријатие од 1 јануари, од 3-4 ја презема функцијата и му мирува работно место како службеник во државната администрација. Со кое право? Тоа е неспојиво. Неспојиво, тоа е судебно Добро, интерес. да прашам Борис Георгиевски. Дојдовте тука во дистрикт. Не ми е јасно зошто, ако за вас прават пресконференција, вие не излеговте на пресконференција да ги кажете овие работи. Планирате ли нешто тако? Замислете, јас секој ден да излагам нивните да речам во наводници обвинувања, лажни дезинформации, да ги дезинформирам и да правам обратно на секој ден тоа што го прават. Ниту имам намера, ниту ќе го правам. Делата тоа го говорат. Политиканството, измислиците, лагите и сето тоа што може да биде е составен дел на нивната матрица. Тоа е, ние сме два различна света. Дали навикнавте по 4 години во овие 100 дена, како се однесувавте да не бидете градоначалник, ги немате тие дневни ангажмани, стресови и така натаму, помирно ви е малку? Во секој случај да. Кажете Прво ми- фамилиарно, второ психички и трето да не се лажеме воопшто, секоја функција, вклучувајќи и градоначалничката, е многу оптеретувачка. Имате широк лепеза на обврски, мал временски период, мора да бидете достапни, присутни, Дневно секојдневно функционален и така натаму се менува биоритамот на се, вклучувајќи го Добро, што му порачувате на новиот градоначалник во смисла да биде навистина во функција на граѓаните? Би сакал само да биде тоа во две реченици. Се што е започнало во интерес на граѓаните, дали е околу водоснабдувањето во Раштак и во Булачани, па до канализационите системи кои што се во Јурумлери, во Чентово, Страчинци, Брњаци, каде што недостасуваат, а сме ги оставили како готови, и во село Идризово да ги продолжи како проекти. Онаму каде што ги закочил проектите за спортската сала во Стајковци во втора фаза, за новата спортска училишна спортска сала во Булачани да ги продолжи бидејќи Добро, ќе нема пари, може би сега и криза и енергетска, пари повеќе од буџетот треба да... оставивме и пари и завршени тендерски постапки. Да, но струјата 4 пати ако е повисока треба таму да се сервисира. Да, ама градежните работи се на исто покачени и Ке железното. има пари за тоа прашам. Има, обезбедени се пари. Зорене, значи за првите 100 дена сето тоа што градоначалникот се потруди да се слика, беа проекти кои што јас ги завршив до последната фаза, освен сликањето. Значи, нека ги продолжи конкретен еден проект нека реализира, веќе поминуваат 120 дена. Очекувам за наредните 100 дена бар детската градинка во Кераминица да биде направена. Бидејќи таа беше ветена една од градинките како капитални и развојни работи. Он живее во Кераминица, готов е проектот, позитивно мислење. Готов е проектот за основно училиште во Ченто за Крстен Мисирков, едно од 12 училишта кои што е во да речем постара фаза. Ајде да претпоставиме дека и тој ќе сака да има и втор мандат, како што и вие се пријавите, па веројатно ќе работи на тоа, да удоволи потребите на граѓаните. Но Борис Георгиевски, еве ќе поминат брзо уште 3 години. Имате сила, енергија и поготово знаење за општинската администрација, советник сте биле со години, бевте градоначалник еден мандат. Посакувате уште еден по пауза од овие 4 години. Имам време доволно за 3 години. Имате време да размислувате
Активен ли сте во партијата? Очекувате ли од таму поддршка за евентуално кандидатура? Како ве примаат граѓаните во општината? Како го чувствувате нивниот фидбек кон вас? Од оно што можам во изменетиот период да го заклучам во секојдневната средба со граѓаните, одам со гордо дигната глава, за оно што сум го сработил, сум го остварил, сум го реализирал. А за тие 4 години, лично преку 200 реализирани проекти и 100 оставени во делот на втора фаза. Ми дава за право дека можем да размислуваме, има доволно време за 3 години да видиме дали ќе се насочим во делот на водењето на локалната самоуправа, од една страна, од друга страна, во партијата имавме веќе внатрешни избори, реизбори, така натаму. Јас сум се активен во Социјалдемократскиот сојуз и останувам во тој дел. Секако ќе оставам можност на помладата генерација да ја води, јас да бидам тука човекот кој што има искуство и кој човекот кој што има Сакате да кажете дека стоите на располагање? Стојам на располагање во секој случај. Го потрошивме времето на дистрикт, малку и ни помина повеќе. Каде натаму размислувате ли нешто за себе во политиката? Тука сте, некаде можеби не во врвот, да речеме на маргините после градоначалничкиот мандат. Преку партија, вие ги знаете таму конјунктурите какви се, и партијата е сега во некои веројатно превирења пред конгрес и така натаму, но можеби размислувате за нешто приватно, за бизнис, за лабораторија да отворите сега во тренд се приватните лаборатории, тука сте експерт по струката. Видете, се уште мислам дека е светска криза воопшто, за да може да се размислува самостојно, да се излезе заради мноштвата конкуренти кои што ги имаме на пазарот, бар во делот на лабораториска диагностика. Имаме тука веќе покрај државното здравство има доста приватни веќе лаборатории отворени, конкуренцијата е голема. Тоа е број 1. Број 2, Треба многу капитал. Треба премногу капитал, треба многу кадар кој што треба да се оспособи, а тоа е веќе полека. Добро, за градоначалниците велат, ќе влезе како подстанар, излегува со стан во секоја зграда што е изградена во општината. Точно ли е таа приказна? Тоа важело за Карпош, може би за центар останатиот дел. Ние го направивме Скопски изгейт, може да проверите дали нешто имам таму направено. Или дали воопшто во било добра кој идеја. Имате ли таму макар во Подкровие некој 200-300 квадрат? Ниту 200, ниту 1 метар квадратен. За спортска сала. Ниту метар квадратен, кој што може да биде на моје име за време од 4 години. Дистрикт, Цил престудио, Борис Георгиевски, ви благодарам. Ви благодарам на вас и вашата покана и поздрав до вашите гледачи.